сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добре дојавте во Фриленцерска дружба, подкаст во кој го откриваме животот на модерните професионалци без канцеларија. Генерален спонзор на овој подкаст е Прокредит банка, банка која го разбира фриленц животот. Сега уживајте и го гледате во подкаст. Здрава на сите и добре дојавте во првата епизода од Фриленцерска дружба од Стартап Клуб Скопје. Јас сум Бисера и денеска ми имам голема чест и задоволство да ви ја представам нашата фриленцерка Мирјана Бубевска со над 10 години искуство во фриленцерство заедно со илустрации. Здраво. Здраво, како си? Супер. И прво пред се сакам да се заблагодарам за поканата и баш ми е многу голема чест и мило ми е што сум дел од првата епизода, на овој подкаст. Мило ни на нас што баш ти си ни прва гостинка, бидејќи мислам имаш многу интересна инспиративна приказна што можеш да споделиш со сите нас тука. Кажи ми ти како почна првично со фриленсерство и што е тоа точно што ти го работиш? Па со фриленсерство почнав пред околу 10 години, можам да кажам од околу 2013-14. Се бавам најмногу со илустрација, исто така и со дизајн. Најчесто со илустрација на детски книги. За почеток, можеш ли да кажеш како ти започна со уметноста? Па со уметноста почнав многу мала, можам да кажам, уште од дете, буквално кога гледав цртани и после тоа ги цртав во тетрадка и така натаму и не знам, патот ме донесе до факултетот за ликовни уметности, каде студирав. Прво бев на педагошки одсек, каде во првите 2 години учевме се, значи буквално од цртеж, сликарство, вајарство, графика и веќе во 3-та година се насочив кон сликарство и конзервација и реставрација. И така беа моите први почетоци. Можеме да почнеме околу твоите факултетски денови. Што точно те привлече кон факултетот за уметност тука во Скопје? Како ти беше твоето искуство? Дали со професори, што највеќе научиш од впечатокот кој ти остави? Тоа беа баш да речем супер години. Прво пред се затоа што учиш со истомисленици, учиш многу нови работи и ти не си веќе само на дете кое што црта најубаво во својот клас, туку тука има и други 10 деца кои што цртаат подобро од тебе или знаеш, имаш и веќе конкуренција и тука можеш да напредуваш и да научиш многу. Друго што ми беше исто, научив самодисциплина, самокритика, исто да чуеш критика од некој друг и тоа да не го сваќаш лично, туку чисто колку да се надоградиш самата себе и да научиш повеќе. Имав исто таа чест да ми предаваат едни од подобрите професори тука во Македонија, исто така и многу добри уметници. Еден од кој што беше и ментор на мојата класа беше и професорот Рубен Скорубин, од кој научив многу, а и тој беше еден од тие кои што ми го сакаше мојот стил на сликање и мојот стил е сепак малку илустративен, што за факултетот за ликовни уметности е повеќе насочен на фина уметност, на концептуала, апстрактна уметност и така натаму. Јас го имав тој, да речам, ракопис на илустрација, на малку подетски израз и го задржав тој свој стил и тој понатаму ме да речам, инспирираше на еден начин да се посветам на илустрацијата, затоа што сватив дека тоа е тоа што навистина ме привлекува. Како ти си го пронајде уствари твојот стил на уметност? Тоа знам дека спомна дека уште од мала си цртала од сите цртани што си ги гледала. Дали на некој начин од тоа што е останато твој детски стил со тебе и дали го вклопуваш во твој покрај детските илустрации книги што ги црташ, дали во некои други дизајни го користиш тој стил или па скроз
на различна страна се тргаш кога црташ друго? Па тоа зависи, тоа мислам стилот пред се како твој личен ракопис, тешко можеш да го смениш, пак основата е таа, меѓутоа во зависност од потребите или не знам од барањата на клиентите кои ги имам, некогаш го менувам стилот, меѓутоа сепак на крајот од денот мислам дека се препознатливи моите дела. Од каде ми дојде тој стил, вајде да ми дојде природно и како што кажав, бев најчесто инспирирана од цртаните на Дизни, најмногу, и општо од тој свет. По дипломирањето, ти почна да работиш со конзервација и реставрација на икони, баш исто така во музеот на Битола, ако не се лажам. Може ли повеќе да не кажеш околу тој процес и тоа твое искуство, бидејќи стварно не секој дневно да запознаеш човек што го работи тоа? Па да, тоа вистина е, можам да кажам, пред се благодарна, но и многу одговорна работа, затоа што да работиш со фрески икони кои што се стари по 100 години е голема одговорност и бара доста познавање и концентрација. Во музеот почнав да работам веднаш штом дипломирав, работев хонорарно и работевме на повеќе цркви во околината на Битола најчесто. И работев таму околу 5 години. И да, имам многу добри сеќавања и многу добри искуства и сум многу благодарна за таа можност во животот што ја имав. Има некој момент, некоја фреска или некоја икона така што баш ти оставила впечаток или па ти било убаво да работиш на неа, нешто стварно некој спомен од тие денови? Па имам повеќе, вака кога би требало да издвојам некоја конкретна фреска или икона, тоа беше во црквата во село Велушина, тоа е во околината на Битола, на самата грчка граница се наоѓа тоа село. И таа црква е доста стара и има една од позначајните и многу ретки фрески. И тоа беше навистина голема чест и многу исто така и одговорност да работам на таа фреска. После завршувањето со овој дел од твојот живот, ти се пренасочуваш кон дигитален маркетинг. Па да, како што спомнав, да конзервација и реставрација, тоа многу го сакам и до ден денес мен од омилените работи и омилените професии, меѓутоа тоа беше хонорарно и најчесто на терен се работи само во летниот период, па и пролетниот максимум, и како хонорарец и како фриленсер мораше да си најдам нешто, да кажам, постабилно во тој период, и така ја најдов првата работа, каде што работев во една тогашна стартап, а сега е една од поголемите компании во Македонија. И почнав како контент маркетинг менаџер таму, работев за повеќе тие беа медикал, не знам, дентист и така натаму, работев контент за нив, а потоа се префрлив, бидејќи како што знаеме секоја стартап компанија ги менува во зависност од потребите и работата исто така, и тогаш се префрлив да работам и sales и lead generation, и така научив многу за како треба да наоѓаш клиенти, и тоа навистина ми помогна и во мојата понатамошна работа и во фриленсерството. Дали се сеќаш на твојот прв фриленс проект? Што точно беше и како започна се тоа? Да, имав направено една профил на една од платформите. Мислам дека скоро и сите ни е позната. Тоа беше Fiverr. И таму имав како гикс за илустрации и работев на една игра, тоа беа позадини за игра, и мојот прв клиент таму многу му се допадна моите илустрации и бараше како позадини направени во акварел стил, и во меѓувреме ме праша дали работиш дигитално. Јас викам не, уште не. И тој вика, мислам дека тебе супер тоа ќе ти режи, и баш и оваа игра би сакал да пробам во дигитална верзија.
И викам, ама јас знаеш, немам табла, и човекот ми испрати табла и ми стигна за некои 2 недели и тоа беше како вау за мене. Таков момент и така и се префрли во дигиталниот свет, во дигиталната илустрација. И тоа беше една исто од позначајните фриленс проекти за мене. Како од дизајнирање на игри, на позадини за игри, ти се префрли кон дизајнирање на книги за деца, за детски книги? И како тука започна цел тој процес? Исто имав како нарачка од една клиентка за илустрации, меѓутоа таа ми вика, знаеш, јас имам напишано книга и сакам повеќе илустрации, дали може да ги направиме, и викам да, супер. И тоа беше искрено, јас до тогаш немав илустрирано книги. И во согласност со книгата ги направи илустрациите и сватив дека тоа мене навистина ме влечи. И понатаму и така и ми тргна, да речам, самото портфолио почнав да го градам, да имам повеќе книги каде што може клиентите да видат што имам сработено и мислам дека оттаму почна се баш во тој правец. Илустрирањето на книги е долгорочен процес. Како ти оствари одржа својата креативност и инспирација во тие моменти? Па пред се научив дека многу е битна самодисциплината и кога си дисциплиниран ќе останеш и мотивиран, а во меѓувреме научив и некои такви лайфхакс што мене навистина ми помагаат. Прво нешто е што секој утро гледам Pinterest. Тоа е може вака чудно, меѓутоа мене ми делува многу инспиративно и многу е битно да знаеш и што другите илустратори работат, што се бара на пазарот и така натаму. Исто така и гледањето на цртани филмови, тоа го правам обавезно и ги пратам сите цртани, затоа што сметам дека таму е веќе се обработено, има карактери и можеш полесно да ги фатиш движењата на карактерите, на самата композиција на илустрациите и така натаму, така да тоа се моите главни моменти кои што ме инспирираат. Исто така и општо од животот, сакам многу да гледам филмови, да слушам музика, прошетки и така натаму и сето тоа го користам како инспирација. Која детска книга ти беше така како поголем проблем или ти било потешко да ја визуализираш и да доловиш ствари на некој момент? Имало ли некои такви и кои книги исто така ти биле кон најдраги вака при срце? The ups and the downs од дизајнирање на детски книги, ако може. Како да кажем, сите книги ми се драги на еден начин, затоа што во тој момент јас навистина влегувам во приказната и секојаш ги читам, па ги замислувам карактерите, па ги креирам и така натаму. Има и клиенти со кои што некогаш потешко ти оди комуникацијата, некогаш е тоа јазична бариера, некогаш самиот клиент не знае што точно сака, па кога ќе го нацрташ ќе рече добро, ма сакав нешто малце поинаку. Јас ќе почнам од која ми беше омилена книга за работа, а таа и доби најмногу награди. Тоа беше книгата Coco and Cream, The Remarkable Pony Horses. Затоа што самата таа книга на која што работев имаше и интересна приказна. Клиентката беше една постара жена која што ме контактира на Facebook и јас навистина не го очекував, затоа што ретко кога контактирам со клиентите на Facebook и рече јас го видов твоето портфолио и јас обично вика соработувам со компании, имам своја publishing house од каде што си имам илустратори и така натаму, меѓутоа кога го видов твојот профил и мислам дека добив една добра интуиција, добро чувство и јас сметав дека треба тебе да те контактирам за ова моја наредна книга, затоа што е као дел од моето детство и многу ми е значајна и приказната. И викам, добро, да, фала ви што ме контактиравте, вистина ми значи и навистина книгата илустрирав па за помалку од месец дена. Имавме неверојатна соработка и до ден денес контактираме и откако ја објавија книгата,
доби многу награди, од кои 2 беа за самите илустрации кои што беа во книгата. Добивање признание секогаш пријува, посебно за еден уметник. Кажи ми, дали тие награди што ги доби после тоа сменија нешто во твојата кариера, како ти ја влијаја, прво лично на тебе, а после на кариерно поле? Па да, искрено бев и изненадена и бев многу среќна нормално. Пред се затоа што тие награди беа во Америка, каде што јас уште не бев позната и стварно има големо значење за мене. А во кариерата вистина мислам дека добро ми влијаја, затоа што како влијае еден вид на доверба на понатамошните клиенти за квалитетот на мојата работа. Баш убаво, кои се некои други вака книги што ти оставиле впечаток што сакаш да ги споделиш, еве можеби не гледаат некои млади мајки што сакаат да им ги читаат на своите деца? Па една исто од така подрагите книги и која што многу брзо илустрирав и затоа ми е како големо достигнување е книгата која што е на македонски јазик, ретко кога илустрирам на македонски, затоа ми беше големо задоволство и чест. Тоа е на Маја, се вика Мене секогаш можеш да ме гушнеш и таа книга ја илустрирав буквално за околу недела дена. А со Маја бевме во контакт околу месец, па во врска се имаше тоа некоја пролонгирање во врска со издавањето со тој момент. Меѓутоа самата книга многу брзо ја направивме, многу брзо се среди, се издизајнира и ја испечативме во рок од некои 2 недели. Па потоа бевме на сето тоа беше избрзано само за да стигнеме да промовираме на сајмот за книга, што беше тука во Скопје, мислам дека беше во април месец, не сум сигурна. Да, и тоа беше некако од подрагите искуства и подобрите соработки, така да можат кога сакаат да најдат и во книжарите тука. Баш убаво. Ова е многу убав достиг за еве некој илустратор и своите книги да се ги види за сајмот на книга тука во Скопје. Кажи ми повеќе за клиентите твои. Обично тие се повеќе кон амерички пазар, на амерички клиенти. Како ти стигаш во контакт со нив? Дали сите тебе те наоѓаат преку Fiverr или некои други платформи? Или ти веќе почна активно да ги бараш на тој пазар? Околу тој дел со клиентите, што би можела да споделиш? Па да, првично почнав со американскиот пазар, затоа што кај нив постои таа култура и како еден вид мода е self-publishing, што кај нас гледам дека сега стигнува. До сега немавме ние таа можност на Амазон да само објавуваме книги и така натаму, тоа кај нив беше поактивно. Така да затоа има повеќе странски клиенти и мене баш ми е мило кога има и автори кои се македонски на македонски јазик и баш би сакала да илустрирам за нив исто така. А клиентите ги наоѓам првично ги наоѓав на тие платформи, фриленс платформи, а сега и тие сами ме наоѓаат, сами ме контактираат преку портфолиото или преку мојата веб страна. Така да, кога еднаш ќе бидеш на пазарот, мислам дека потоа работите се малку полесни. Ама тој момент на билдање на самото портфолио и на работење на многу проекти е, можам да кажам, најтешкиот дел за сите фриленсери, особено во светот на дизајнот и илустрацијата. Дефинитивно се сложувам тука на тој момент. Дали моментално работиш еве на некои нови книги, со некои нови автори? Дали може нешто околу тоа да ни споделиш? Па да, во моментот работам на 3 книги, една веќе ја превршувам, а многу ми е големо задоволство, работам и на една нова книга која што е всушност серија на книги. Претходно некој друг илустратор ги работел, меѓутоа самата авторка, серијата на книги е од за најмала возраст па до тинеџерски години, така да таа сакаше малку по
по-сериозни, по-реалистични илустрации за тој период од 10 години па нагоре. И јас веќе влегувам во ова серија на книги од третата книга, да кажам, па понатаму. И сум многу среќен затоа што самата приказна е доста интересна и сите делови се поврзани и вистина на нивото на јазикот, нивото на читање е како се познава по самите книги за која годишна возраст е. А сите овие 3 книги се за амерички пазар или има некој? Па сите, да, сите 3. Си останува таму. Да. Беше учествувано во многу самостојни, а и групни изложби. Кажи ми како тоа се одвивало, кој момент ти бил најдраг и повеќе околу првично твоите самостојни изложби. Да, првата самостојна изложба која што имав ми е и најдрага. Таа беше во Прилеп, во Домот на културата Марко Цепенков. И ми беше најдрага затоа што дојде многу луѓе, јас не очекував дека ќе има толкава посетеност и како млад уметник и како своја прва изложба, тоа вистина ми беше значајно. Другите две ми беа во Битола. А исто така имам учествувано на многу изложби, најчесто групни и во земјата и во странство, меѓутоа поголемиот дел беа во склоп на ДЛУП, Друштвото на ликовни уметници од Битола. Секогаш е добро да си ја промовираш својата уметност, а исто така да видиш кои твоите колеги докаде се, што работат, па ќе се инспирираш од нив, па ти од тебе. И секогаш е добро да се има таа соработка. За млад уметник ова е стварно големо достигнување. Околу твоите самостојни изложби, дали стилот на цртање, на илустрирање ти бил сличен како овој моментално што ти е кога си фриленсер, или па скроз на друг начин ти биле? Па и самата техника и самиот медиум е различен, така да не знам, во моите слики кога работам имам малку поголема слобода и поголемиот дел ми се и абстрактни, така да си ја давам самата себе таа слобода, а илустрациите се малку по технички и во зависност од книгите кои што во самата приказна на книгата која што илустрирам. Да се навратиме малце назад кон преходните твои работи, конкретно за дигитален маркетинг. Дали кога работеше маркетинг, тоа си го гледаше како идна работа, како стабилна работа или секогаш си се пронаоѓала и си рекла како ја ќе се свртам неки фриленс, ќе излезам надвор од тоа? Па не знам, во принцип јас ја сакам слободата, особено кога станува збор за работата и како никогаш не се откажав од фриленсот, дури кога бев во тој дигитален свет, иако ја сакав таа работа и многу го сакам дигиталниот маркетинг, јас секогаш си работев фриленс илустрации на страна, така да кажам, секогаш бев со едната нога надвор. Така да, немав ништо против и сега би работела пак онака на долгорочно дигитален маркетинг, затоа што многу го сакам, меѓутоа ова ми е како дел од мене, јас не можам да поминам денот без да цртам, без разлика кај би работела и што би работела. Ти кажи дека скоро 10 години работиш фриленс, тоа е од прилика од твоите факултетски денови, уште од тогаш? Па можам да кажам да, иако сум работела во неколку компании неколку години, сум имала и такви периоди кога сериозно сум работела и сум била дел од, да речам, фамилија, компанија. Секогаш работев фриленс затоа што тоа беше единствениот начин која што можам да го правам тоа што навистина го сакам, а тоа е илустрацијата и така се пружи шанса после короната во тие години и веќе 4 години работам скоро full time фриленс. Така ми се пружи шанса да можам конечно да се посветам целосно на тоа што навистина го сакам. Тоа е баш убаво. Освен ева вака детските илустрации што моментално ти се углавен фокус, дали си работела на некои други илустрации, други дизајни, например брендинг и у таков некој стил по-сериозен, да се каже? Па да, пред неколку години решив да се надоградам, затоа што сакав да знам
повеќе од тој технички дел, од дизајнот, затоа што јас работев илустрација, меѓутоа работев на некој посликарски начин, да кажам, а се бара малку да знаеш повекторски и кога станува збор за илустраторот, мене тоа ми беше како најстрашното нешто што постои, затоа си реков, добро, ајде овој период беше короната, ми се чини тогаш, си реков, ајде ќе пробам да се запишам на графички дизајн, сакам да ги научам тие технички работи и сметам дека вистина е потребно не само како фриленсер, што и да работиш, да се надоградуваш секогаш и целосно. И се ни е достапно во денешно време на интернет, така да треба сами да се само надоградуваме. И во тој период завршив курс за графички дизајн и ме заинтересира исто сето тој процес на брендинг, логоа, дизајн. Така да, имам работено на неколку кампањи, имам изработено неколку логоа, имам дизајн за комбе и така натаму. Мислам сите тие се исто фриленс проекти, кој што ми беше исто задоволство да бидам дел од нив и онака баш пред некој ден го видов комбето кој што го дизајнирав и реков вау. И јас го правев. Баш интересен момент. Ова е скроз надвор од тоа еве моментално што го правиш. Дали ева во иднина се гледаш да си останеш моментално у овој момент што си сега со детските илустрации, со детските книги или па за вакви проекти уште има шанса? Па во последно време да размислувам, затоа што фриленс светот е убав. Меѓутоа, како најголем предизвик тука е тоа барањето на клиенти, тоа што пример овој месец ќе имаш многу работа, наредниот ќе се погоди да немаш воопшто, ја нема таа стабилност на работата и не е за секој. Како би се гледала во иднина, би сакала нешто исто поврзано со детската илустрација, нешто мое, нешто постабилно, така да ќе видиме. Како што кажи Преска, ти повеќе си навикната на рачни, и сега што збореше, ти требаше процеси да се надоградиш уствари со твоето знаење за графички дизајн и за во дигиталниот свет. Како влијаше таа промена и тоа менување за тебе лично? Кариерно, со брендингот, со се што си поминала, се гледа дека супер ти поминало, али лично за тебе како влијаше тој момент? За мене беше моментот кога требаше да го направиш и порано. Правилен чекор. Да, правилен чекор и баш ми е мило и онака тоа беше како нешто што се плашев, затоа што мислев дека графичкиот дизајн е нешто тешко, тоа е многу технички, јас не би се snашла во тој момент, меѓутоа мислам дека одлично се снајдов и навистина ми се најде за тоа што баш за книгите, затоа што порано работев само илустрацијата, а сега управам целото форматирање на книгата, кориците и така натаму. Од прилика колку време ти треба, знам дека за една книга ти кажа дека една недела ти требало, за други некои книги 2-3 месеци. Од прилика како ти се движи тој креативен процес, како почнеш од карактерот на книгата се до на крај завршување, тој креативен процес, ако може да не го доловиш? Креативниот процес зависи од книгата, пред се, големината на книгата, колку илустрации се потребни, самиот клиент исто така, затоа што некои клиенти бараат многу поправки, бараат смена, па ќе се премислат и така натаму и сето тоа ќе се одолговлекува уште недела 2+, а има клиенти со кои што од старт добро се разбираме и сето тоа може да се заврши за многу кратко, меѓутоа општо вака земено, од прилика ми треба околу месец до 2, зависи исто, ќе кажем од самата книга. Што сметаш дека е најважно некој млад уметник, илустратор, вака да знае ако планира да почне со фриленс? Дека многу е битна упорноста, самодисциплината и организираноста пред се, затоа што на самиот почеток е тешко и ќе треба некогаш и да работиш за помалку пари или за без пари, се додека не се испромовираш и да го имаш тоа портфолио и да те научат
клиентите на пазарот и така натаму, и тоа малку е некогаш фрустрирачки, меѓутоа многу е битно да не се откажуваат, затоа што еден ден вистина сето тоа се исплаќа и ќе бидат срекни со својот. Тоа што се работиш како фриленсер се доаѓа со своји бенефици. Значи ти имаш слободата да се работиш од дома или било каде низ светот. Кажи ми, кој ти е тебе број едно омилено место од каде да работиш? Па да, самото фриленсерство мене ми е омилен начин на работа, затоа што пред се ми дава слобода да работам од каде што сакам. Патувам доста често и сакам, најчесто сакам многу Грција и таму минатата година баш бев подолг период од каде што и работев и го научив се цел тој coworking начин на живот, таму е доста поразвиен и понормален. Мислам и кај нас веќе тоа доаѓа, меѓутоа мислам дека треба повеќе услови да се има за таквиот начин на живот. Исто мислам дека и самиот тој лош период на COVID кој што сите го поминавме, колку што беше негативен, толку беше позитивен затоа што се отворија некој вид на хоризонти и кај самите работодавачи и кај луѓето дека може да се работи онлайн, дека можеш да работиш од кај сакаш и дека ако работникот работи од дома, дека не значи дека ќе забушава и така натаму. Така да се отвори, мислам дека еден нов вид на начин на живот кој што ни беше достапен и порано, меѓутоа како луѓе смета дека тоа не е работа, дека ти ако работиш од дома, дека тоа не е тоа, дека нешто не е како што треба. Денеска се почна како фриленсер е тотално различно од порано. Мислам, еве, за разлика од 10 годините искуство што имаш, дали можеш да ги споредиш тогаш какви биле платформите и колку можности сме имале за да станеме фриленсери во споредба со денешните услови што ги имаме? Да, голема е разликата пред 10 години и сега. Сега си има многу голема можност за да бидеш фриленсер, да не речам се е полесно. Затоа што пред 10 години, кога почнав јас, сега има некој што е уште поупатен од мене, меѓутоа јас како со мали паузи работев на тие платформи, знам дека своевремено имаше моменти кога Македонија не беше воопшто на листата од земји која што би можела да направиш профил на одредени фриленс страни, исто така и платежните средства, платежните можности на кои што би ги добивале парите исто не беа достапни за Македонија. За жал уште можам да кажам дека PayPal во Македонија не е целосно достапен, што е голем минус за нас, но се надевам дека во иднина дека ќе се убрза тој процес. Кој што би сакал да биде фриленсер денес буквално има се на тацна, само треба да се потруди и да захтеве тој момент на правење на профилите, на ставање информации и така натаму, одзема време, не викам не, меѓутоа го правиш еднаш и потоа значи работата сама си тече, ти само треба да бидеш активен и да ги анимираш клиентите и тоа е тоа. Сметаш дека денеска има многу поголема конкуренција успоредба со тогаш, еве дека денеска има подостапно на сите, после короната дефинитивно сите се навикне и се свртеа кон тој пат remote job, од дома да работат и сите се свртеа кон нови платформи. Дали сметаш дека конкуренцијата е многу поголема од тогаш и како еве некој фриленсер да се истакне, посебно еве во светот на дизајн и на илустрација? Да, конкуренцијата е огромна навистина, особено кога станува збор за цените и сите ние можеме да се согласиме фриленсерите затоа што има некои што би го направиле за пола од цената која што е реална за истата работа, особено фриленсерите од азискиот дел, но затоа самите платформи имаат ставено заштита, во смисла треба да прикажеш лична идентификација и така натаму, тоа што го немаше пред неколку години, затоа што не може секој сега да направи по 10 профили. И како би се истакнале, треба нонстоп да се надоградувате и нонстоп да пратите што е активно на пазарот
Исто така голем дел од дигиталниот маркетинг е многу битен тука, да го пратите алгоритамот, да пратите кои се keywords, SEO и така натаму. И исто така да пружите квалитет. Кога пружате квалитет, самите, мислам, нема потреба од некоја, Бог знае колкава реклама. Затоа што клиентите сами доаѓаат кај вас. И таа што викаш да се пружи квалитет. Моментално има многу дизајнери и илустратори на пазарот што користат вештачка интелигенција. И повеќе го прават тоа на полесен начин, побрзо, во споредба со дизајнери како тебе што ти тоа рачно се го црташ. Какви се твоите мислења тука околу вештачката интелигенција во графичкиот дизајн, во илустраторот? И како мислиш дека ќе влијае тоа баш конкретно на твојата фриленсерска кариера? Јас мислам дека за среќа се уште не може вештачката интелигенција тотално да не замени нас дизајнерите, илустраторите, иако можам да признам дека е на добро ниво и дека ако вистина паметно ја користиш и тебе ќе ти се најде многу во работата. Ете, јас понекогаш признавам ја користам за инспирација, кога некоја сцена не знам како би изгледала. Сакам чисто да видам како AI би го решил тој момент, но не го копирам, туку само ќе го искористам како идеја, како инспирација. Има и такви илустратори и дизајнери за жал, кои што се многу се поактивни на пазарот, меѓутоа тие што се упатени во овој свет, онма можат да го детектираат што е направено на AI, а што не. Мислам дека се си има своја предност и свој мани, така да и AI е на нив. Што би им препорачала на идните фриленсери, посебно во дизајн светот? Кои се твоите tips and tricks што би сакала да ги слушнеш ти кога си била на почетокот? Кога бев на почетокот, да, дефинитивно би сакала да ги имав овие можности кои тие ги имаат сега. Пред сега имате ChatGPT, кое што буквално се ти дава на тацна. Јас не викам дека ти не треба да го користиш мозокот ти да се потрудиш ти да направиш нешто, меѓутоа многу поголем, многу се олеснети работите. Треба само да се потрудиш и да бидеш упорен и да бидеш организиран и дисциплиниран. Тоа се основните работи, а талентот сам ќе дојде до израз. Младите веќе се заинтересирани кон фриленсерскиот свет и многу од нив веќе ги имаат почнато креирање на своите профили, еве што и ти кажа е процес сам по себе, кој треба да се го направат нормално, еднаш и после се го надоградуваат. Од кога ќе опомина тој процес и еве ќе го најдат својот прв клиент, втор, како ќе им личи нивниот day-to-day life, како ја водиш ти својата комуникација со своите клиенти, дека спомна дека се од амерички пазар, тука како идат вашите комуникации? Да бидеш фриленсер, тоа значи дека ти треба да си себоедно. Тој момент е тоа што обично ги одвраќа луѓето од тоа да продолжат понатаму. Затоа што не можам да кажам дека не е тешко. На почетокот вистина е тешко, затоа што ти треба да бидеш сам свој менаџер, да ги анимираш клиентите, да знаеш да разговараш со нив, да ги држиш заинтересирани, да им враќаш на одговорите на време, меѓутоа тука и да ставиш една граница, затоа што има и клиенти кои што не се свесни за оние временски зони, особено кога работиш со странци, да кажам дека во фриленсот обично и работиме најчесто со американскиот пазар. Така да треба една добра организација тука и треба да си ги поставиш сам своите правила кои што ти ќе можеш на тој начин да живееш. Сега како би изгледал еден мој day to day, јас обавезно секој ден, значи прво што правам е враќам мејлови, комуницирам со сите клиенти и со тие за кои што веќе сум го завршила проектот, јас гледам да останам во контакт, затоа што секогаш може и во иднина да има и понатамошна соработка, така да многу е добро и потребно е на еден начин да го одржиш ти тој контакт. Исто така е многу битно да пратиш исто на нови проекти, да аплицираш на нови проекти, затоа што ти кога ќе завршиш тој проект,
на кој што работиш моментално, ти ќе останеш без работа, ако ти своевремено не се погрижиш и за тој дел. Така да, добро е јас одделувам обично сат до 2 во текот на денот за тие работи, за тие менаџерски работи, јас што ги викам, а потоа си го посветувам делот од денот на креативната работа и тоа е веќе гледам тоа да ми се тргне од главата, значи тоа што ми тежи, тие моменти со комуницирање со клиентите и така натаму, со наплати, ги ставам први, а потоа го леснувам текот на денот со тоа што креативниот момент си го оставам за себе. И без разлика дали ќе работат дизајн, дали ќе работат маркетинг, дали работат дата ентри, затоа што фриленс не значи само да си, не знам, дизајнер, илустратор и така натаму. Сето тоа си бара на своја добра организација и не треба тоа да ги плаши, затоа што знам дека многу луѓе се откажуваат во текот на тој момент кога веќе ќе имаш неколку проекти наеднаш, па тешко е да им вратиш на сите, тешко е да постигнеш се наеднаш. Битна е многу организацијата. И дека ако можеш да се организираш навреме и се ќе биде лесно. А во ова време, затоа што спомнав се ни е дадено на тацна, го имаш чат GPT, имаш еден куп алатки кои што можат да ти помогнат за организирање. Само треба да го користиш интернетот паметно. Фриленцерството како што се станува популарна тема кај младите, посебно за работење, дали сметаш дека е лесно сите да го имаат тој мајндсет и таа дисциплина, како што викаш, за да го работат ова како фултайм кариера? Или сметаш дека ова дефинитивно е некое искуство што некој треба активно да работи на него? Дефинитивно треба да се работи активно и дефинитивно е за најхрабрите на еден начин, затоа што кој што кажав, си има своји предности, си има своји мани. Според мене најголемата мана е стравот од несигурноста, стравот од чекај овој месец работам на проект, меѓутоа наредниот не, доколку си работам во некоја фирма, ќе си имам стабилност, ќе ми течи платата и така натаму. Сите тргнуваме од тој момент, меѓутоа ја немаш таа слобода, значи да си фриленсер за мене пред се е моментот на слободата. Како се справуваш ти во тие, како што и нарече, по несигурни моменти? Па, како се снаоѓам, имало и моменти кога вистина ми било тешко, меѓутоа има решение за се. Пред се треба да дојдеш до разбирање со клиентите и тие се луѓе и тие имаат разбирање дека денес не се чувствуваш добро, дека имаш денес не можеш да работиш и така натаму, дека сето тоа цела работа може да се пролонгира уште недела плюс. Доколку имаш добар однос со самите клиенти, мислам дека ништо не е голем проблем. Дали ти би станала фриленсер еден ден и дали би се замислила како фриленсер еден ден? Ја првично со маркетинг, со дигитален маркетинг, почнав како фриленсер, ама еве ти што викаш, тоа си е дисциплина сама по себе, што дефинитивно активно треба да се работи. Ја полека се тргнав од тој свет. Дефинитивно, бар ја за мене си осеќам дека како стабилна работа е повеќе за мене, но во иднина ја би дала шанса пак на фриленс. И личи на нешто што е стварно интересно и самиот момент на наоѓање на разновидни клиенти дефинитивно е возбудувачки. Да, јас мислам дека најубавиот дел од сето тоа е кога си задоволен сам од себе затоа што сам си го завршил тој проект. Едноставно ти си се one man show. Да. One woman. Фала многу Мирјана што присуствуваше денеска на првата фриленсерска дружба. Многу ме беше драго што ти ни беше баш прва гостинка. Кажи ми, каде може тебе да те најдат на социјални мрежи, твојата уметност? Пред се благодарам за поканата, баш ми беше мило, го скршивме мразот. Мене можете да ме најдете на мојата Инстаграм страна Bobizam Art и исто на мојата веб страна bobizam.com. Благодарам уште еднаш што ни беше денеска прва гостинка и ни го скрши мразот.
А вие, драги гледачи, преплатете се на нашиот YouTube канал, кликнете го звончето за да видите кога ќе е следната епизода. Следете на нашите социјални мрежи на Instagram, на Facebook, на LinkedIn, Startup Club Скопје. Моментално имаме отворен повик за инкубаторската програма Имам идеја 2, каде што ако вие имате стартап идеја, аплицирате и имате шанса да ја реализирате. Се гледаме на следната епизода. Пријатно!